Денес прославуваме точно 80 години од кодификацијата на македонскиот стандарден јазик. 5 мај 1945 година е денот кога Народната влада на Народна република Македонија ја усвоила азбуката на македонскиот јазик како официјално писмо. Денот 5 мај е прогласен за Ден на македонскиот јазик на 130-та седница на владата, одржана на 16 април 2019 година. Македонскиот јазик е темелот на македонскиот идентитет. Да си го чуваме и негуваме, бидејќи, како што рекол Блаже Конески, послушајте македонци, јазикот е единствената наша татковина. Се додека го чуваме, го негуваме, го вардиме, го гледаме јазикот наш македонски, ке може да сметаме дека ја имаме и татковината, како куќа, како дом, како огниште. Денот на македонскиот јазик во Куманово е одбележан со свечена академија во Занаетчиски дом во организација на Фондацијата за култура и спорт. Преку видео врска во чест на Денот на македонскиот литературен јазик се обратија професор доктор Владимир Мартиновски, декан на Филолошкиот факултет Блаже Конески, професор доктор Венко Андоновски од Филолошкиот факултет и професор доктор Маја Акимовска-Тошиќ од Институтот за македонска литература. Присутните гости проследија проекција на документарен филм на тема кодификација на македонскиот јазик. Во рамките на културно-уметничката програма, ученици од општински, основни и средни училишта и детскиот хор при Училиштето за основно музичко образование Панче Пешев интерпретираат творби од значајни автори на македонската литература и познати музички numери. Пред присутните со пригодни говори се обратија председателката на Советот на општина Куманово Ивана Ѓоргиевска и градоначалникот Максим Димитриевски. На овој датум јазикот добива само една норма, еден стандард кој во овие 80 изминати години се усовршува и добива една модерна и современа јазична рамка. Трновите патот по кој се развивал и обстојувал македонскиот јазик. Од тријазичниците, преку догмата на средниот век, па се до тројната пропаганда, нашите јазични дејци, светите браќа Кирил и Методи, Климент, Наум, Крчовски Пејчинови, браќата Миловиновци, Мисирков, како непоколебливи го ростаси, секој во својата епока, храбри смело ја бранеле потребата за постојање на нашиот јазик, народен јазик, разбрил за широките народни маси. Овој народ од секогаш имал потреба да учи, чита и пишува на своје писмо и своја азбука, со своји јазични особености, различни од другите народи. Епохата на старосоветската писменост од средновековието дела далеку и денеска се јасни сведоштва на нашето јазично лингвистичко постојање. Постојање на различни јазични наречја само го збогатило јазикот и му далеше реноликост, каде подоцна ќе се преточи во дијалекти како главни чинители на македонскиот литературен јазик. За да се има држава, потребно е да се има народ, територија и власт. Но да се одбележи народот, првенствено е потребно низ една еволуција да се достигне моментот на постоење и чувство за посебност на личен јазик. Ние тоа денеска го имаме во Македонија. Благодарејќи на сите тие кои што се вградија во една, можеби навидум од оваа перспектива лесна работа, но од друга страна и такако долг процес. Процес низ кој што поминале самите тие, а се соочиле со сите историски реалности. Едните повеќе познати имиња ги учиме секојдневно и ги среќаваме. А голем број од нив можеме да ги сретнеме само напишани во одредени книги кои што не се издадени, но сепак постојат во нашата македонска православна црква, запишани со име и презиме. И јас токму денеска на овој ден сакам да споменам едно од таквите имиња. Се викал Ѓорѓија Македонски. Неговиот дедо
кој што потекнувал од свештеничко семејство од Кривопаланечкиот крај од село Радивош, го земал презимето македонски затоа што уште во почетокот на 18 век запишал во книгите дека го зема тоа за презиме бидејќи не се чувствувал ниту грк, ниту србин, ниту бугарин, ниту било што, туку единствено македонец. И затоа истиот тој Димитрија се нарекол себе си македонски, а неговите генерации по него исто така, луѓе кои што се занимавале со наука, продолжиле во духот и делото на тој човек кој што доаѓал од тие краишта. Денес славиме 80 години, имаме убав јубилеј. Јазикот е жива материја, тој живее, тој созрeva, расте. Во него среќаваме секакви зборови, но сепак го чуваме. Тука сме за да го чуваме, за тоа што сме должни да го чуваме, не само поради тоа што е наш, туку сме должни на поколенијата што ќе останат и на оние предци кои работеле и твореле на нашиот јазик. Секојдневното укажување на грешките, изучувањето на јазикот од сите аспекти, од граматички, литературен и така натаму, самите учиме затоа што на краишта ние сме говорители, родени говорители на македонски јазик и нас самиот Бог не научил да говориме македонски јазик. Тоа е нашиот мајчин јазик и сме должни да го зборуваме и треба да го зборуваме и треба да го коригираме. За прв пат оваа година одлучивме да организираме свечана академија по повод одбележувањето на Денот на македонскиот јазик, македонската азбука, 5 мај, да искористам оваа прилика да им го честитам на сите наши сограѓани, на сите граѓани на Република Македонија и на сите македонисти. Ова одлучивме да го организираме во вид на свечана академија токму поради јубилејот кој што го одбележуваме, односно 80 години од кодификација на македонскиот јазик. Имаме богата културно-уметничка програма, јавување од сериозни македонисти во самата програма кои би сакале да им го честитаат празникот на сите македонисти на ова локално наше ниво. Бројни талентирани деца од општинските средни и основни училишта ќе прочитаат некои значајни творби во област на македонската литература.